Витали. Драга публика, Добре дојдовте. На 70 години од постоењето на нашето училиште. наречено Иво Лола Рибар, а од 1961 година по предлог на доктор Иван Горе Рибар е наречено Браке Рибар. А кој е тој некој Јурица? Па татко. Некој знае това? Човек учи да не кажи. Дечки, некој доаѓа. Директорка на градоначалникот. Нека машината. Па треба да ги најавиме. Јак ти ги најавам. Сите видат дека јас сум супер водителка. Вие сотрите се. Јас сум добра водителка. Мене струјте ли ме? Ај сите по дома. Ве слушам од принеска се расправата. Ние ќе ги најавиме. Мастри во водителството. Драго ми е. Почитувана публика, чест и задоволство ни да ве најавиме нашата директорка Марија Врсамица Семоновска. Аплауз. Добар ден, почитувани гости, почитувани представници од кабинет на градоначалник на општина Центар, почитувана раководителка на јавни дејности, господја Јагода Јанковска, почитувани наставници, вработени во Димитар Миладинов, почитувани родители и драги ученици. Ви посакувам топло добре дојде во чест на празнувањето на патронот на нашето најпрепознатливо основно училиште во општина Центар. Денес имаме голем повод да празнуваме, да се радуваме и да се дружиме. Нашето основно училиште Димитар Миладинов годинава слави 70 години јубилеј, изграден врз успешна воспитно-образовна дејност, традиција и соработка под мотото 70 звезди, патоказ кон иднината. Нашето училиште е достоинствен носител на имињата Иво Лола Рибар, браќата Иво и Јурица Рибар и Димитар Миладинов, истакнати личности од историјата. Одбележувањето на 70 годишното постоење ја представува историјата од незините почетоци во далечната 1954 година, па се до денес 2024, кога станува дел од животот на многу генерации ученици, учители и наставници. Денес нашето училиште е наследник на дејноста на патронот Димитар Миладинов, нашата национална гордост, кој со почит го славиме и го поставуваме на пиедесталот на најзаслужните личности во нашата историја. Во нашето училиште со децении наназад се негува и развива култура на квалитет во поглед на наставниот кадар кој е одговорен за успешни генерации на ученици во градот, државата, во Европа и во светот. Во нашето училиште ваквата пределба на наставниот кадар, се извинувам, носи голема одговорност, работа и посветеност, која успешно се остварува преку реализирање на многу проекти од државен и меѓународен карактер, низ кои се афирмира македонската традиција и култура. Придонесот на наставниците е исклучителен
за развојот на учениците, низ редовната, целодневна, интерактивна настава, низ современите наставни содржини и проекти се промовира и афирмираат знаењето, креативноста, надпреварувачкиот дух и сиот друг потенцијал на нашите ученици, благодарение на кои остваруваме висок процент на целокупниот успех на општински, градски, регионални, државни и меѓународни награди и признанија кои се наша лична карта, наша гордост. Нашата мисија е со меѓусебна доверба и соработка на учениците, наставниците, родителите и со поддршката на општина Центар да изградиме најсовремено училиште во 21 век. Нашата визија е да развиваме систем на вредности, да негуваме атмосфера на почитување на различностите, градејќи мостови на пријателство и соживот. Поддршката од родителите, нивниот партнерски однос кон училиштето, позитивната комуникација и соработка е клучна во реализирање на заедничката мисија. Денес овде со нас се голем број успешни луѓе, родители, наши ученици, пензионирани наставници, кои дале голем придонес во зголемување на квалитетот на воспитно-образовната дејност во нашето училиште. Благодарни сме за тоа ваше дело и срдечно ве поздравуваме и во повикуваме на уште долги години успешна соработка и поддршка за одржување на реномето на нашето училиште. Исто така, изразуваме голема благодарност до сите помагатели кои не овозможија да го организираме и реализираме нашиот голем јубилеј. Форца Спорт, Хипермаркет, Ителгрин, Кулкиц Градинка, Арс Ламина и секако Македонска опера и балет, која ни овозможи овој настан да се одржи на оваа прекрасна сцена. Сакам посебно да се заблагодарам на Театар за тебе, кој помогна во сценарието и целокупната организација. Почитувани гости, нека ни е честит патрониот ден. Ве покануваме на заедничко дружење и празнување. Бидете учесници во нашиот голем јубилеј и во свечената приредба подготвена од учениците и наставниците. Нека силно блеснат 70 звезди кои се патокас кон иднината на нашето училиште Димитар Миладинов. Од сектор јавни дејности при општина Центар, господја Јагода Јанковска, да земе збор. И веднаш по неа имам чест да го најавам нашиот потомец на Димитар Миладинов, господинот Ристо Миладинов, потоа да се обрати на оваа публика. Добар ден и од мене, почитувани домаќини, драги ученици, родители, наставници, почитувана директорке. Голема чест ми е што денес сме собрани за да го одбележиме значајниот јубилеј 70 години постоење на Основното училиште Димитар Миладинов, кое со гордост го носи името на еден од најзначајните македонски литературни творци. Овој јубилеј е потсетник за долгогодишната традиција и посветеност на училиштето кон образованието и зачувувањето на културните вредности. Димитар Миладинов со своите зборови "Јас го посеав семето, а вие бидете живи да го жнеете неговиот плод", не подсетува на нашата обврска да го чуваме и негуваме македонскиот јазик и култура за идните генерации. Драги ученици, вие сте потврдата дека оваа наследство живее и се развива. Со вашата посветеност и љубов кон знаењето го продолжувате неговиот аманет. Вашето училиште е посебно, не само по својата историја, туку и по отвореноста кон светот, бидејќи е едно од ретките каде се изучуваат 4 странски јазици: англиски, француски, германски и руски. Ова покажува дека можеме да го зачуваме нашиот идентитет и култура, а истовремено да се стремиме кон нови знаења и хоризонти. 70 години постоење не се само традиција, туку и голема општествена и морална одговорност. Знам дека посветено и со гордост ја исполнувате таа одговорност, создавајќи млади луѓе кои го почитуваат и негуваат својот јазик и култура, подготвени да се соочат со иднината и да го пренесат тоа наследство понатаму. Честопати умеам да кажам дека за мене образованието представува образ. Какво образование, таков образ.
а образот на училиштето Димитар Миладинов се токму учениците, прекрасните наставници, родители, се разбира раководството. Значи тоа се алки кое што една без друга не може. Уште еднаш честитки за јубилејот, ви посакувам уште многу успеси и постигнувања, а сега да ја проследиме приредбата од страна на нашите драги ученици. Уште еднаш се извинувам да го најавам господинот Риста Миладин, значи тој е потомец на браќата Димитар и Константин Миладинови, допатува специјално од родниот град Труба, за да ме поздрави да даде зборува на оваа свечана. Благодарам што одевте од Труба и допатувавте до Скопје денес. А што сте се уплашиле, чеда мои? Животот е само една шепа крв и ништо повеќе. Зарем од тоа да се уплашам? Јас го посеав семето, а вие бидете живи да го ожнеете неговиот плод. Овие зборови биле последните што Димитар Миладинов ги кажал пред насобраниот народ во Охрид, кога турскиот аскер го префрлувал во занданите во Битола, а потоа во занданите во Цариград, каде што животот и тамо му згаснува со неговиот брат. Да, животот згасна, но неговото сеќавање се уште постои. Ево ова, денеска сме сведоци на истото. Јас сум Ристе Миладин, директен потомок на браќата Миладиновци, поточно четврто колено од семејството на Димитрија Миладинов по машка линија. Му благодарам на Бога што ми даде добро семејство, во кое што имам 20 синови, постариот Димитар, помладиот Константин. Јас го носам името на нивниот татко Ристе Грнчарот. Не знам, Господ, зошто олку ме удостои да овде бидам меѓу вас. Му благодарам на раководството што ме удостои да присуствувам на ваша свечаност, која од срце ви ја честитам и ви посакувам плодна и успешна работа, како на раководството, така и на целиот колектив од училиштето Димитар Миладинов. Најповеќе што сакам е тоа да тоа училиште раѓа и спроведува умови кои што ќе ги бидат потребни на нашата Македонија. Благодарам. Седмо В, Димитар Миладинов, екипата на сите времења. 70 години Димитар Миладинов, најако училиште е уникатен стилот, борбени е скилот, фраерски е дрипот, Марија е адмирала Ивица. Филмот започна од браќа Рибар, од стара Југославија, школа што доминира. Знаењето е сила, тоа не е рекламира. Ученик стана родител и кругот се уште врти, веќе 24-та ми текнува кога тука влегов за прв пат. Маја директорката ми дава прва шанса. Општина веднаш пушта преко манда, Димитар го сакам и менторката стојна. Деца не ме пуштаат, велат ќе има војна. Се заврши мирно, си го сакам колективот. Кети, Бети, Маја, Тања, Митра, живот, Марија, француски, природни, хемија. Алекс Грозден, АТК, Божо, сите премија, Нета и Јован со златни медали.
смешно, запомнite го зборот, сега спремни за слика. Пред блиц на 3-4 заедно Димитар. 3-4 заедно. 3-4 заедно. Јас велам Димитар, вие Миладинов. Димитар. Јас велам Димитар, вие Миладинов. Димитар. Јас велам Димитар, сите Миладинов. Димитар. Јас велам Димитар, сите Миладинов. Димитар. Hvala mnogo. Veselime se da Father to
les élèves de l'école Dimitar Miladinov ont ramené Dimitar les frères du passé dans le présent. Attention, attention. The students from Dimitar Miladinov have brought back Dimitar and the brothers from the past. What a blast from the past. Achtung, Dimitar Miladinov Schule brachten Dimitar und seine Brüder in der Внимание! Ученики школы имени Дмитрия Миладинова вернули Дмитрия и его братьев из прошлого в реальность. Димитър Миладинов? Не ми е ясно. Аде сме. На що? На портферат. Що е това? Сега па ништо не ми е јасно. Научниците от нашето училище направи машина за вракиња за милмината. Една влиза са нека копчига и бум! Вие се вративте. А ово училиште кој е? Първото беше по браке на бракери. А сега е по вас. Димитър Миладинов. Имаме екип. Сега да слушнете? Да!
Не ми се верува дека оваа година нашето училиште слави 70 години. Да, навистина е неверојатно силно многу историја во овие ходници. Добро утро. Ме радува тоа што го слушам. Се што ви интересира вреди да си прашате. Портретот зборува. Што е ова? Како во сон? Не сум овата. Јас сум Димитар Миладинов. А сега сум тука да ви раскажам за минатото на ово училиште, кој е полно со важни моменти. Ке ве однесам на патување низ времето, за да видите како се започна. Првата година кога училиштето се отвори, во 1954 година, се викаше Иво Ларимар. Сместено во старата зграда на гимназијата Цветан Димов, училиштето имаше 639 ученици и 23 наставници. Толку многу ученици од самиот почеток. Да, и бројот на ученици продолжи да расте. Со толку многу ученици, училиштето во 1958 година помогна во формирањето на новото училиште, Кузман Јосифовски Пито. А само 2 години подоцна, во 1960 година, оваа нова зграда во која се наоѓате беше изградена. Оваа зграда е стара повеќе од 60 години, а изгледа толку модерно. Да, таа е сведок на многу настани. Во 1963 година, кога големиот земјотрес го погоди Скопје, училиштето беше оштетено. Но брзо се поправи, учениците се вратија на своите училници и продолжија со настава, додека истовремено тука работеше и гимназијата Раде Јовчевски Корчајни. Навистина истреб училиштето. Точно, ово училиште постојано се развиваше. Во 1965 година отвори дневен престој за учениците, а до 1974 година на барање родителите се разви целодневна настава за учениците од прво на 4-то деление. Не знае дека тогаш имало целодневна настава? Ово училиште секогаш било чекор пред времето. Во 1982 година училиштето првпат воведе француски јазик како изборен предмет, што отвори врати за соработка со училиштето од Франција. Збратимувањето со браксак беше почеток на долга традиција на меѓународна соработка. И јас учам француски, не знаев дека така почнало. И не само тоа. Учениците од ова училиште постигнуваат високи резултати и освојуваат многу награди на надпревари од различни области. Се чини дека ово училиште е навистина нешто посебно. Точно. Секој ученик, секој наставник и секоја генерација оставиле свој белег тука. Но најважно е дека училиштето постојано се развива и напредува. Наставниците секогаш се стремат кон подобрување. Многу од нив се автори на учебници, привачници, учествуваат во работни групи за осовременување на наставните програми. Навистина е чест да се биде дел од ова училиште. Се сеќавам како да е вчера. Во 2004 година започна билингвалната настава на француски јазик за прво одделение, а подоцна беше воведен и руски јазик. Соработката со училиштата од Русија и други европски земји помогна да се разменат искуства и да се збогатат знаењата на учениците. Ово училиште непрестанно да се подобрува. Во текот на овие 70 години од ова училиште изрегле многу успешни луѓе. Лекари, инженери, уметници, професори. Некои од нив денес и родители на децата овдека. И сите тие го носат духот на ова училиште со себе. Ова мора да го кажеме на сите. Ама никој нема да ни верува. Важно е што сме слушнали и што можеме да споделиме. Ајде! Светот нон-стоп врти круг, вчера север, денес југ, што му можат лавини
Срекни се, штом ќе почнат фестите. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да те каже здраво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти. Овој свет е мало бездорува. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти. Овој свет е мало бездорува. Дали знаевте дека Димитар Миладинов бил македонски народен преродбеник, публицист, собирач на народни умотворби? И дали знаете дека го има напишано зборникот на народни македонски умотворби? 600 македонски народни песни, На датум 24 јуни 1861. мотивирани од звездите на минатото и сегашноста. А пак заинтересирани за звездите на етнината. И подготвивме на заборавно патување за музичката историја. Фолклор, класика, модерен танц, уживајте. Живеете. Зашто ми ветуваш? Таму секој на секој верува. Таму зборот вреден като грош. Таму нема човек. Зашто ми ветуваш? Таму секој на секој верува. Таму зборот вреден како грош. Таму нема човек. Таму зборот вреден како грош. Таму нема човек. Таму сказ напишува, сокол ми гради, се вдишува. Gracias.
Би знаеле колко сакам дома да Sandy? Tell me about it, Steph. Llegarse de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor incoherente, amor en el pasado. Venderem, 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 bamboleo, bambolea. Porque mi vida yo la quiero vivir así. Olé, bamboleo, bambolea. Porque mi vida yo la quiero vivir así. Olé, bamboleo, bambolea. Porque mi vida yo la quiero vivir así. Bamboleo, bambolea. Porque mi vida yo la quiero vivir así. Koja točka je ko-dobra? Da li na ruske, da li na francuske, no mislim neka najbolje da vidimo sami.
Јас велам, доволно беше физички пробор. Ова патување низ нашето училиште е на вистина забавно. Но сега е време да видиме кој бил наградуван овде, во основното општинско училиште Димитар Миладинов. Дали сте спремни за специјално шоу? Златна звезда на... Сега ќе видиме на кој. Ученичката Мила Митровска, 8 во одделение. Трета награда ја додумуваме до ученикот Огнен Трпевски, 9 А одделение. Четврта награда додумуваме до ученикот Марко Бојковски, 8 во одделение. Награда. Пета звезда додумуваме до ученичката Нина Лазаровска, 8 одделение. Шеста награда додумуваме до Веда Апостоловска, се 8 одделение. Седма награда до Теодора Кулчевска, 7 одделение.
Осма награда до ученичката Нина Кьосик, 9-то одделение. Девета награда до ученичката Ана Дамјановска, 9-то одделение. Десета награда доделуваме до Ина Пауновска, 8-то одделение. И на крај доделуваме награда до ученикот Јордан Соколовски, 9-то одделение. Тоа беа нашите звезди, а сега ќе ви представиме уште една музичка точка. Благодарам. А сега ви сакам да најавам ученичката Нина Лазаревска да ми испее една песна која верувам дека сите заедно можеме да пееме.
Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you body, do you gotta do that conga beat? Иднината е напишано поглавје, исполнето со ветување за нови почетоци. Ова заедничко патување нека најдеме сила во нашата историја и надеж во нашите соништа. Заедно да го прифатиме минатото и да си ги отвориме своите раце и да дочекаме мината со голема решителност. Среќен патронат, драго училиште! Наставник по музичко образование, работев во училиштето Димитар Миладинов од 2000-та до 2019 година. Скоро полни 18 години од мојот работен стаж го помина во ова училиште. Еве сега ја користам можноста да се заблагодарам на сите ученици, на сите наставници, на сите вработени во училиштето Димитар Миладинов и на сите родители кои што ни ја дадоа нам поддршката. И воедно да им го честитам јубилејното празнување 70 години од постоење на училиштето Димитар Миладинов. Нека им е среќен и вековит празникот. Јас сум Наден Молевич, некој професор по историја и граѓанско образование, директор на Основното училиште Димитар Миладинов од 2003 до 2007 година. Еве јас како денешен пензионер, кој што уживам во своите слободни денови, би сакала навистина да се заблагодарам за можноста да зборувам и да им посакам на училиштето, на наставниците, на учениците, на родителите, да бидат горди и да се трудат да им помогнат на учениците да бидат своји и да ја осознаат својата вредност, да бидат вистински граѓани и посакувам не само 70 годишнина, туку да се прославуваат уште многу јубилеи. И јас сум Добре Димовски, ова училиште 1968 година, да испратам порака и честитки до јубилеот, до сите наставници, сите ученици, сите родители, да се осеќаат правилно, да бидат добри ученици
и да го продолжат своето школување. Добар ден на сите. Јас сум Марија Варсами Симоновска, актуелен директор на Општинското основно училиште Димитар Миладинов. Денес имам чест да се заблагодарам на сите учесници кои допринесоа за целосната организација на нашиот юбилеен 70 годишен патронат на ова училиште. Сакам да се заблагодарам на сите вработени, на сите наставници, на сите ученици и на сите родители кои несебично се вложија во подготовките на нашиот патронат. Исто така, сакам да истакнам дека ќе продолжиме да негуваме традицијата на ова училиште, ќе продолжиме да бидеме на столбот на идните генерации на нивното образование и ќе продолжиме да го задржиме реномето на најдобро општинско основно училиште. Нека ни е честит денот на училиштето. Добар ден, учители. Јас сум Стојка Даскаловска, поранешен наставник по македонски јазик во ова училиште, во кое што почнав да работам уште кога се викаше училиштето Браќа Рибар. Останав до своето пензионирање, речиси 25 години. Училиштето го засакав како свој втор дом, а колективот како мое пошироко семејство. Минуваа години, генерации ученици, кои ги подучував, насочував, воспитував. Учеа тие, а учев заедно со нив и јас и од нив учев. Сега, кога ќе сретнам некој или ќе слушнам за успехот на некој од моите ученици, горда сум, затоа што верувам дека и јас имам трошка влијание во нивниот животен развој, растеж и успех. Ви посакувам среќен празник и бев срдечно дочекана и секогаш беа подготвени да ми пружат било каква помош доколку ми била потребна. Почитувани колеги, ви го честитам патрониот празник на училиштето, односно 70 години постоење од истото. Бидете поздравени. Кога ги се навртам на годините поминати како дарински наставник, ми исполнуваат прекрасни емоции. Навистина е благослов да имаш влијание врз животите на учениците и да ги гледаш како растат и успеваат. Меѓу другото, горда сум на нивните награди и признанија со кои го промовиравме нашето училиште не само во општината и државата, туку и ширум Европа и свет. Драги ученици, драги родители, драги колеги и сите вработени во училиштето, нека е честит големиот јубилеј. Да се слават уште многу вакви јубилеи. На честитките би додала една молба. Би ве замолила да ја вратите и да ја зачувате големината на ова училиште. Јас сум Цвета Здравеска, учителка, која работеше во ова училиште 28 години. Благодарам на вниманието.